Продолжуваме со последниот разговор пред вестите во 10. Јас морам да ви кажам дека баш ќе се израдувам на овој разговор од причина што темата е многу интересна, а нашиот гостин за разговорот е Кристијан Фидановски, кој е докторант по демографски политики на Универзитетот во Оксфорд, затоа и го наоѓаме на Zoom. Кристијан, добро утро, овдека е 9:44, во Британија би требало да е што таму негде 8:44, нели? Кристијан, кој го замолив за овој разговор, бидејќи неодамна во едно списание посветено на улогата на младите и така натаму, објавија со својата колешка Ева Јованова, која е магистар по меѓународни односи од Универзитетот Джорджтаун од Вашингтон. Значи, Кристијан и Ева направија еден многу интересен аналитички текст за едно нивно истражување, а тоа истражување се однесува на присуството на младите во македонските медиуми. Насловот на истражувањето е поневидливи во медиумите отколку во политиката. Тоа вака баш еден парадоксален наслов. Кристијан, да не го опишувам јас истражувањето, можеби неколку зборови за тоа како го правевте и зошто, а потоа ќе ги видиме и главните, да ги чуеме и главните заклучоци од истражувањето. Благодарам Сашо за поканата. Па добро, мислам дека тоа е еден впечаток во тоа што сите го имаме за непредставеноста, односно за помалата застапеност на младите како гости во македонските политички емисии. И беше нешто што анекдотално, нели, без да можеме да го подкрепиме со бројки, одамна сме го претпоставувале дека веројатно помладите истражувачи, аналитичари, експерти се помалку присутни во македонските политички емисии. Така што сакавме да се обидеме да го подкрепиме тоа со конкретни бројки. Дури и помеѓу нас, други колеги истражувачи, забележуваме дека голем дел воопшто не ги следат политичките емисии во Македонија. И сега можеби тоа е некоја нивна предрасуда, нели, дека емисиите не се во ред и дека нема што да се научи. Апсолутно во Македонија постојат квалитетни новинари, постојат квалитетни медиумски производи, но ето од некоја причина постои некаква и алиенација, отуѓеност на младите истражувачи, младите аналитичари од таквите емисии, делумно можеби бидејќи не се чувствуваат дека се доволно често поканети да бидат дел од таквите емисии. Така што одлучивме да се обидеме, наблюдувајќи вкупно 7 емисии на 6 ТВ канали, да видиме колка бе всушност тој возрастен јас помеѓу 3 возрастни групи. Една соговорници, односно гости на 40 годишна возраст или повеќе, втората средната група од 36 до 39 и третата од 35 години па надолу. Се разбира, не можат овие категории да бидат еднакви, секако дека очекувавме да има повеќе и треба да има повеќе соговорници кои што се 40 години или постари. Се разбира, потребно е време да се стекне експертиза за да се биде поканет како експерт во одредена политичка емисија или дебатна емисија поопшто, меѓутоа сепак бевме изненадени и сега можеме да зборуваме за резултатите подетално од тоа колку широк е тој возрастен јас. Да, Кристијан, вие во вашето истражување квантитативно и квалитативно во крајна линија обработивте точно 6 телевизии со 7 вечерни дебатни емисии, тоа се сите овие познати кои што ги знаеме, што ја знам од топ тема до само вистина и така натаму. Истражувањето го правевте лани за време на локалните избори, тука негде кај октомври-ноември, ако не се лажам, тој период, едно месец и пол дена, значи едно 6 недели покривте со снимка на сите гости. Главниот заклучок ви е дека над 80 и повеќе од 100 од гостите се постари од 40 години, дека практично во ние две помлади категории речиси и да нема гости, на некои од емисиите и воопшто нема, сега јас не сакам да ги кажувам кои се, за да не се почувствуваат овие големи телевизии нешто навредени така натаму, а дека тој процент, па што е еден дури по парадоксален, јас би рекол податок, дека тој процент е помал кога се викаат политичари. И вашиот главен, затоа што од кај политичарите доаѓаат и нешто помлади представници. Значи, вашиот суштински заклучок, ако смеам да го интерпретирам па да го искоментираме, е дека всушност медиумите ја пропуштаат приликата да промовираат помлади дури тоа кога тоа го можат, наспроти политиката која тоа го прави. Еден, да кажам, вака парадокс, бидејќи се претпоставува дека медиумите би требало да се покритични, поотворени и така натаму, дури по-прогресивни, ако смеам да кажам, од политиката. Точно ли ова интерпретација што се обидувам да направам?
интерпретацијата е одлична, значи еве да го објаснам подетално аналитичкиот примерок, значи ние вкупно разгледувавме 293 гостувања во тие 7 што ги спомнавме, нели, македонски политички емисии, од кои што околу 2/3 од тие гостувања беа гостувања на политичари, односно носители на јавни функции или претенденти за јавни функции, бидејќи како што спомна, тоа беше периодот на локалните избори, кога протекот беше, нели, на кампањата, така што само 1/3 од гостувањата беа гостувања на експерти или аналитичари од најразлични области, политиколози, доктори и така натаму. И нема потреба да ги спомнуваме поединечните телевизиски канали, не само бидејќи сакаме да бидеме уштеви, туку бидејќи навистина и нема разлики помеѓу нив. Мислам, постојат минимални разлики, кои што спомна и ти. По некој млад гостин ќе се најде кај некој од нив, кај некој па ни еден, меѓутоа навистина разликите се многу ситни. Тоа е првиот заклучок, а вториот заклучок е дека, како што спомна, да се разбереме, возрастниот јас е огромен дури и за политичарите, што и за тоа постојат посебни анализи кои што, нели, утврдуваат колку има млади пратеници во собранието, например, во јавните институции и така натаму. Веројатно полесно може да дојде до таков заклучок од нашата поиндиректна анализа на политичката состојба, меѓутоа тоа што ние можеме да го согледаме ова споредба со медиумите. Значи, што е тука идејата? Идејата е дека ако, например, телевизијата има дебата за COVID-19, да секако дека ќе мора и министерот за здравство или председателот на некоја надлежна здравствена институција да биде поканет, и тука рацете на медиумите се на некој начин врзани. Меѓутоа, кога се прави политичка емисија за локалните избори и се викаат исклучиво политиколози, тогаш уредниците, новинарите имаат многу поголема слобода околу тоа кого ќе поканат. Така што очекувавме дека кај експертите и аналитичарите, дека возрастниот јас ќе биде понизок, дека ќе има повеќе млади соговорници, бидејќи тука медиумите не се ограничени. Сепак, меѓутоа со бројки, само во една реченица да потсетам на бројките, значи како што кажа и ти, вкупно 22% само од соговорниците биле во оваа млада категорија, и тоа зборувам во двете, во младата и во средната заедно, значи 40 години или помалку, а јазот е уште поголем за, значи, за неполитичарите, односно за аналитичарите, таму е 90:10. Значи од 98 соговорници, односно гостувања, кои што ние ги гледавме во тој период од 1 октомври до 15 ноември, само 28 или околу 1/4 биле во оваа помлада категорија. Добро, Кристијан, вака кога ќе се чујат овие податоци, тие делуваат фрапантно и очигледно е дека заклучокот е дека има некаква дисторзија и дека има некаква уредувачка политика на нашите медиуми, пред се и телевизиите, но тоа е веројатно и на сите други медиуми за промовирање на постари и така натаму. Сега, јас знам дека си ти во Оксфорд подолго време, колешката Ева Јованова, не знам каде сега живее, но на Џорџтаун во Вашингтон, предпоставам дека и таа подолго време таму присуствувала. Да прашам, каква е застапеноста на младите еве на британските телевизии? Бидејќи од тоа јас што следам би рекол дека просекот прво на политичарите е малку по возрастен отколку просекот на политичарите дома кај нас тука. Кај нас главно гледаме по млади политичари отколку во споредба со овие поодлежени демократи. Дали тоа се пресликува и на тамошните медиуми? Има ли повеќе млади луѓе таму кога се во прашање дебати и така натаму? Ова е прашање кое што често пати го добивам, не само за Македонија наспрема Велика Британија, туку и општо во другите западни држави каква е, нели, состојбата. Се обидов да најдам истражување кои што го гледале ова, не успеав да најдам, така што ќе можам само анекдотално да одговорам. Мислам дека се во право за политичарите и за тоа веројатно и полесно да се најдат бројки. Во просек политичарите навистина се постари, посебно вршителите на оние највисоки јавни функции, така што во Македонија може би имаме и спротивниот проблем, нели, историјски, што од 90-тите години многу млади премиери, значи млади личности на највисоките функции во државата, што може да биде и проблематично, нели. И јас се обидуваме, ние многу јасно се оградуваме во истражувањето од некаков заклучок дека разновидноста по дефолт носи поквалитетно владење и поквалитетен јавен дискурс, ако ги гледаме и нон-политичарите, значи аналитичарите и така натаму, не мора да е така, меѓутоа добро е да има разновидност. Значи не е гаранција дека дискурсот ќе биде поквалитетен, меѓутоа е веројатно чекор во вистинската насока. И сега, кога ги гледаме состојбите од аспект на возрастна дискриминација на Запад, терминот ageism, нели, дискриминација врз основа на возраст, најчесто се однесува на дискриминација против стари лица.
Значи идејата е дека кога постојат возрастни несразмерности, обично старите лица се оние кои што се дискриминирани. Во Македонија, како едно релативно традиционално општество, се чини барем врз основа на оваа анализа, се разбира ова е многу ограничен проект, може да се заклучи дека возрастниот проблем оди во спротивна насока и дека младите се оние кои што се игнорирани на некој начин од медиумите. Сега тука две работи би сакал да појаснам. Прво, нашиот аналитички примерок сепак беше релативно мал. Значи ние само гледавме во период од месец и пол, како што спомна и ти, во период пред локални избори, кога беа викани повеќе политичари отколку што може би било случај во некој друг период. Би било убаво некој да ја повтори, да ја прошири оваа анализа во подолг временски период, може би да опфати и повеќе медиуми, па да направи некоја споредба како е по теми, дали може би за одредени теми се канат повеќе млади соговорници, дали влијае возраста на водителот можеби, и така натаму, така што сакаме да прецизираме точно што сме утврдиле со истражувањето и да не биде дека вперуваме прст директно во медиумите, бидејќи можеби не се работи за свесна возрастна дискриминација, можеби се работи едноставно за еден вид инерција, еден вид на канење на истите луѓе постојано, бидејќи биле канети и претходно и оставиле добар впечаток, така што можеби не е ништо лично кон нас младите, еве така да се изразам, меѓутоа сепак е проблем. Сепак се работи за мрзеливо новинарство, верувам ќе се согласиш доколку постојано се вртат истите лица. И само уште една реченица за ова, овие 28 што ги спомнав претходно, лошо се изрази, значи од 98-те аналитичари кои што ги имавме во гостување, односно на аналитичари кои што ги имавме во истражувачкиот примерок, 28 беа од 5 иски личности, кои што некој по 3 пати, некој по 4 пати се вртале на различни телевизии во тие месеци и пол, а само 10 вкупно од тие 98 биле од помлади од 40 години. Значи овие редовниве гости се толку важни, толку незаменливи очигледно според ги знам сите, бидејќи ги видов во твоето истражување. Биле и тие и тука, додуше не толку често, но и во утрински брифинги имаме некои од нив се, инаку тие се, да кажам, одлични соговорници, нема ништо спорно околу нивните, да кажам, професионални и други аналитички способности се тоа, но фрапантен е тој податок, точно. Кристијан, сега за крај да те прашам, се е тоа во ред? Ајде и малку обратно да прашаме. Сега до душа што се вели во пазарната економија, понудата ствара потрошувачка, но прашањето ми е дали се воопшто младите заинтересирани да доаѓаат и да зборат по дебат? Тоа е веројатно сега единствениот изговор што им преостанува на медиумите, бидејќи ние им го ускративме на некој начин овој првиот изговор кој што го користеа, тоа беше дека брзани ни се рацете бидејќи политичарите се стари и затоа мораме да каниме стари гости. Ние утврдивме дека тоа барем според нашиот пример не е така. И сега останува тој втор момент, ама ние се обидуваме да поканеме млади, ама младите постојано не одбиваат, не им е атрактивно да гостуваат во Македонија и така натаму. Видете, Сашо, ти ова секако го знаеш многу подобро од мене, меѓутоа медиумскиот пазар во Македонија е се уште доста концентриран на телевизиите, така што се исплати во наводници дефинитивно за еден млад аналитичар, млад експерт да гостува во телевизиска емисија. Да, ама публиката на телевизиите е во принцип постара отколку на социјалните медиуми, иако и за тоа би можело да се разговара, но телевизиите кои што се уште превладувачкиот информативен медиум, вчера гледав едно истражување и така натаму, високо се над се уште социјалните медиуми, пак таму публиката е постара и сега постара публика, постари гости, дали тоа не е еден перпетум кој што сам себе се, како да кажам, во некаква ехо комора се претвара и затоа и прашувам каков би бил односот на младите, твоите колеги, дали би доаѓале, дали се заинтересирани? Јас верувам дека би. Сега посебно во период на пандемија, кога голем дел од вклучувањето, вклучително и нашего сега е онлайн, тоа отвара на некој начин, значи се навикнавме на онлайн. Претходно мислевме дека тоа по дефолт ќе биде полошо, дека ќе влијае врз квалитетот. Сега кога и онака повеќето гостувања со онлайн, мислам дека може да се контактираат истражувачи кои што студирале и сега работат, живеат во странство, така што дефинитивно опции има и мислам дека тој изговор веќе не е валиден. Сега, јас би сакал само да спомнам дека веројатно
треба да се гледа возраста како основа за дискриминација малку пошироко и да се укаже на некои подлабоки несразмерности во општеството. Кратка дигресија ќе биде ова, извини. Меѓутоа, ева, на пример, возраста за пензионирање, ако гледаме малку пошироко од демографска перспектива, согласно мојата ориентираност професионална во моментов, во Македонија и натаму исклучително ниска, значи останата е од пред неколку децении, не оди во склад со животниот век, значи во држави како Данска, на пример, возраста за пензионирање е индексирана со животниот век. И како што се живее подолго, така и се одложува периодот кога се оди во пенсија. Значи тоа е само еден пример кој што илустрира колку нашето општество е ориентирано или ги фаворизира на некој начин постарите поединци во него. Тоа е лошо не само за тие поединци, туку и за целото општество. И тоа е паралелата што се обидувам да ја направам и со нашето истражување. Значи, както што постојано има само повозрастни, сега 40 и нагоре не се исклучително нели стари лица, меѓутоа дека се релативно зрели, голем дел од нив можеме ние да направиме субкатегории постари од 50, постари од 60 години, е лошо и за младите истражувачи кои што не можат да се афирмираат, тоа е тој магепсан круг перпетум мобиле за кој што зборуваш и ти, а е лошо и за целокупниот општествен дискурс кој што на тој начин е посебен. Кристијан Фидановски, докторант по демографски политики и воопшто политиколог, кој што е во моментов на универзитетот во Оксфорд. Кристијан, пред да ти се заблагодарам, јас пред многу години кога престојав во Оксфорд имаше еден прочен The Swan pub. Лебед. Постои тој уште, бидејќи, мислам, оксфордските традиции се стотици години, а ова ти го говори човек кој има во смисла на вашите истражувања над 50 и кусур години. Па не сум сигурен да постои тој се уште паб, бидејќи тогаш беше главниот и многу посетен пред неколку децении. Да бидам искрен, не знам и сега ќе се издадам дека очигледно не одам доволно често во пабови. Во право си, овде се водат по традиција, така што штом постал тогаш веројатно го има и сега, ама толку многу пабови има што дури и да не постои, лесно се наоѓа алтернатива. Ете, затоа Кристијан не го викаме за дебатни емисии кај што се разговара за пабови, тука кај што имаме научни истражувања. Кристијан, благодарам за ова гостување.